Мојава посета денеска на Тетово и на неколку околни општини околу Тетово е во рамките на проектот Лице во лице со председателот. Тоа е проект кој го практикувам практично од првиот ден од кога станав председател, затоа што сметам дека граѓаните не треба со своите проблеми и со своите дилеми да доаѓаат кај мене во кабинет. Најдобро е јас да дојдам кај нив и да ги послушам на лице место. И тоа се разбира, и тоа структурата на мојата денешна посета го покажува, и така ќе биде и наредните месеци кога ќе одам во други општини во нашата земја, дека нема да се бавиме само со проблеми, нема да зборуваме само за проблеми. Тоа не значи дека проблеми нема и дилеми кај нашите граѓани, има и ќе ги решаваме. И тоа мојата намера во рамките на овој проект е да ги истакнам и позитивните примери. Денеска во Тетово и во околината се сретнав со млади иноватори кои мислам дека заслужуваат далеку поголема поддршка од општеството, од државата, од системот. Тоа се позитивни примери кои го надминуваат во многу и нашето општество, не само границите на својата општина. За жал, до овој момент не добиваат доволно поддршка од државата. Јас би сакал да малку да ја пробудам свеста и на генералната јавност, меѓутоа и на надлежните институции да им помагаат. Че од спортски работници преку иноватори бев во еден од најпознатите воопшто објекти во нашата држава од аспект на историја, култура, цивилизација, бев Шарената џамија, бев во најстариот фудбалски клуб во нашата земја Љуботено, кој оваа година слави огромен јубилеј, едно столетие од постоењето. И за жал уште Кубурат со финансии не може да го затворат тоа, ако сака да направат само една скромна прослава. Така, во таа смисла сакам да се задржам и тука и било каде во нашата татковина на позитивни примери на луѓе кои се меѓу нас, меѓутоа се уште не знаеме колку вредат и колку реално придонесуваат за позитивниот имидж и на народот и на земјата и многу подалеку од нашите граници. Председателе Сасоли денеска не пофали дека Македонија ги исполнува условите и најверојатно ќе се предомислат тие малку земји членки кои го кочат процесот. Некој коментар, затоа што е висок функционер. Јас вечера во 7 сум на средба со господин Сасоли. Станува збор за највисокиот практично функционер на Европскиот парламент. Меѓутоа, знаете, секогаш кога разговараме за овие битни работи, за одлуки на Европската унија во целина, во однос на нас, највисоките европски функционери велат главните одлуки објективно се носат во главните градови на неколку земји членки, а ние како европски функционери само ги соопштуваме. Не се сомневам во неговата добра информираност и воопшто не се сомневам во неговата добра намера кон нас, и ова не му е прва изјава во таа смисла. Вечерва ќе искористам приликата да поразговарам подлого на таа тема со господина Сасоли, но сепак мислам дека во наредниот период, наредниве недели ќе треба да добиеме посилен сигнал во таа насока, дали наскоро ќе може тоа да се измени, што беше крајно неповолен исход на последниот европски самит пред се од Франција, од Париз. На кој начин, преку кои состаноци, што се очекува да може да се смени тоа? Па нашата дипломатија и од која сум и јас дел, бидејќи сум надлежен според устав и по закон за представување на државата надвор, правиме усилби од првиот ден, практично веднаш после последниот бриселски самит на Европската унија, да добиеме средба на што е можно повисоко ниво во Француската република и директно и со председателот Макрон и со луѓето околу него да видиме што точно побаруваат од нас, за да можеме што побрзо да ја надминеме таа крајно непријатна ситуација во која дојдовме без наша заслуга. Председателе, ваш коментар во врска со пролонгирање евентуално на изборите? Јас го кажав тоа и кога беше лидерската средба кај мене, таа точка на дневниот ред беше спонтано наметната од сите учесници и на која јас ги повикав лидерите за европските интеграции. Тоа што на таа иста средба договорија и датум за избори беше поради тоа што ти има политичка волја тоа да го направат во тој формат. Значи не е мое да кажам дали изборите треба да бидат на 12, не беше мое ни претходно, не е ни сега. Она што би сакал да го коментирам во однос на можноста која имате, ја загатнувате оваа прашање за некакво одлагање, тоа е колку ја разбирам до овој момент, врзано со евентуалната ратификација на пристапниот протокол кон НАТО и во нашиот парламент. Бидејќи од кога ќе завршат сите ратификации кај сите земји членки, веројатно последна ќе биде Шпанија, ние исто така тој договор треба да го ратификуваме во македонскиот парламент. Чи во однос на тоа јас мислам дека не треба да има никаква дилема. Парламентот постои и е активен, функционира додека не се избере, додека не се конституира следниот парламент. Исто како со владата. Значи пратениците имаат мандат до последниот ден, додека не се верификува мандатот на следната постава пратеници. Ако затреба, ако баш во тој период биде некоја голема потреба
временски зборувам, кај нас да се ратификува тоа, нема никаков проблем и оваа постава на парламентот тоа да го направи и при тоа би апелирал да не се занимаваме со технички и правни образложенија. Јасно е, уставната норма е недвосмислена во тој дел, ако затребне да може војна да има. Што ќе речеме, ние немаме парламент, тама работа. Кога имате, правно кажано, кога имате техничка влада, мора да имате и парламент со такви специфики, значи и технички парламент. Не може да постои само техничка влада, а парламентот воопшто да не екзистира. Меѓутоа, велам, да не навлегуваме во тие правни дилеми и експликации. Она што е за мене неспорно е, дај Боже да дојдеме до таа ситуација порано, ќе го ратификуваме, па не знам, без разлика кој месец да биде. И не треба воопшто датумот на изборите да се доведува во врска со тоа, демек не можеме да го ратификуваме, бидејќи ќе немаме парламент. Што не е точно. И јас мислам дека волјата на лидерите сите до еден, кој за многу куст временски период тоа го договорија на средбата кај мене, треба да остане до крај. Сериозни луѓе кои потпишуваат договори, кои го објавуваат тоа јавно, се држат до својот збор. Добро, фала ви многу.